Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, професорот Илија Ацевски е тука во студиото. Тој напиша една книга Универзитетот на Распеќе, сме разговарале за неа, сме разговарале за проблемите кои го мачат УКИМ. Професоре, ова последнава афера, ајде да речеме, на Филозофскиот факултет е добар повод повторно да се навратиме на тие ваши анализи и размислувања. Јас, знаете како, јас би почнал со реакцијата на студентите на скандалот, бидејќи отприлика го знаеме и скандалот, но реакцијата на студентите е добра веднаш за почеток на разговор. Тие велат вака: македонската јавност последните неколку дена е сведок на една од најконтроверзните ситуации во системот на високо образование. Студентите на Филозофскиот факултет се изложени на насилен јавен притисок и медиумска кампања, поради тоа што продолжиле на втор и трет циклус студии со претходно завршени стручни студии. Но дали студентите направиле нешто незаконско или системот се обидува да ја префрли сопствената одговорност врз нив? И уште поважно, зошто студентите, кога нема каде да ја превземе одговорноста, зошто системот, кога нема каде да ја преземе одговорноста, удира по неслабата карика студентите? Ова се вели во нивната реакција и мислам дека е сосема доволно како прашање да почнеме со разговорот. Дали се студентите виновни за овој скандал, професор? Студентите, всушност, не да се најмалку виновни, туку воопшто не се виновни. Мислам, инаку вакви случаеви, вакви нешта, еве да речем, ајде на факултет на филозофски науки, има едно, ја можам да набрајам во овој момент едно 10. И ова би го сместил негде таму на 10-то, може и 12-то место. Значи, според вас не е ли нешто што е најскандалозно? Не, она не заслужува од овој аспект кој што ние говориме дека студентите се тие кои што направиле нешто. Тие се пријавиле на конкурсот и факултетот им одобрува да запишат студија. И мислам дека еве со тоа не би го понатаму продолжило тоа, мислам мојот став е тука, треба да им се признаат нивните магистратури, да тие да се исклучат од таа одговорност која што треба врз нив да се стави некаква одговорност, не, и понатаму да се постапува во едно, би рекол, подлабоко реформирање на студиите воопшто. Овде зборуваме за УКИМ, не. Јас сега по повод, мислам, со тоа не би можда понатаму да коментирам во тој контекст, не. Да. Затоа што јас ако ви набравам едно 4-5 случаеви кои што се, како би рекол, во ова дури би било занемарливо нешто, вие нема да верувате. Ке ги наброите тие случаи, се разбира, ако сакате, но еве уште ова. Министерката Јаневска вели вака: многу брзо ќе слушнеме уште една многу покрупна неправилност од она за магистерските и докторските студии, ќе ја изненади македонската јавност, а вели за нив дали била виновна администрацијата или раководството, дали некои студенти учествувале во ваквите дејства, ќе утврдат соодветните органи. Јаневска, меѓу другото, и рече дека студентите треба да си ја на некој начин да ја понесат одговорноста, бидејќи не внимавале што запишуваат. Па не можам да го коментирам, мислам, тоа не видите во тој контекст, не. Вие пак се навраќам на тоа да имало конкурс и студентот се пријавува. Сакам да потенцирам тука еден многу важен сегмент кој се однесува за тоа бодирање или колку имале тие поени, дали имале 180 или 240. Јас со тоа сакам малку вниманието да го свртам, не. Да. Во системот кога започна тој болонски процес и еката со систем, кога там која година 94-та година, не, 95-та година. Се навраќам на тие, веќе помина скоро 20 години повеќе од тогаш. Ние на универзитетот не бевме свесни во суштина каков систем воведуваме. Едноставно, тоа го максимално го формализиравме, ќе кажам нешто повеќе за тоа, државата се институциите се постави во овој контекст дека ние, например, финансираме на вашата група 20 студенти, а вие можете да запишете на приватна квота колку што сакате.
Ние тој момент го користиме како универзитет, како групи и еве, например, еден пример, таму 96-7 година, државата финансира на еден институт 20 студенти и ние запишуваме уште 120 или 150 студенти, кои плаќаат тогаш, не, по 1000-2000 евра, како беше тоа, нешто се намали цената. Не. И се создаде тоа сега едно, како би го нарекле ние, приватно-јавно партнерство. Не. Обезбедени плати од државата, така, од една страна, а од друга страна ние се обидувавме да максимално тоа го искористиме, запишеме што може поголем број на студенти, јас се зборам за себе, не. Да. Некој има многу повеќе студенти, имав некој 300-350 студенти, без асистент, имавајте, 16-18 часови, 10 до 15-20 предмети. Зборуваме за тоа се таа формализација. Практично ова за се што ние се навраќам што го говориме, испана некој не тесто таму, какви бодови, какви ова, тие се подразбира, не, секој предмет добива одреден број на бодови по 6, колку беа тоа, и му се впишуваат автоматски, не, изработи 2 семинарски, 2 не, на дипломска, што работи по предметот, односно на крајот завршува, цело тоа се собира и се претвара во една квантификација на резултатот. Никој не се прашува за квалитетот. За колку? 2 генерации, односно негде 12, кога почнеме да го работам во универзитетот на Распаѓа 2015-16 година, практично ги добивме тие резултати, после 10 години. Се види дека практично е до тој степен тој урнисан, инаку Болоња, болонскиот процес, не, беше јасно насочен кон тоа. Тоа значи студентот е центарот на студиите, не. Тој треба тука да го процениме неговиот колку е тоа образование квалитетно или не е квалитетно, не другите показатели. После тоа продолжи, за да денес после пак од тоа што колку има 10 години, дојдеме до една ситуација, еве сега и правевте анализи баш и побота ево оваа емисија, не, инаку не се занимаваме скоро подолго време, но еве сега чисто да се навратам на тие програми, ќе кажам само накратко неколку факти. Група, тоа важи скоро за сите, да не именувам која, како бидејќи тоа во просек се такви, не, правени институти кои се поделени на факултетите, годишно има понегде околу 10 предмети. Внимавајте. 10 до 12, 10 предмети. Поделете го сега времето работно, 12 месеци, практично имате месечно по еден предмет студентот да учи. Внимавајте. Да речеме, да. Да речеме, да учи, не. Второ, во програмите, вториот степен на таа анализа се однесува на самите програми. Тие не соработуваат помеѓу себе. Секој предмет некој си е свет за себе, така, во таа смисла, не. Вие не формирате комплекс на знаења за одредена област. Едноставно, тоа поминува како што е дадено во тој контекст. Кога ќе погледнете библиографијата, односно наставните програми, не, еве за најголем дел од овие предмети литературата негде завршува некаде пред 10-15 години стара. Што е второ, односно трето, четврто, она што говориме сега зошто овај случај со студентите на 10-15 место. Најголем дел од професорите кои што предаваат предмети немаат ни еден труд од областа која предаваат. Јас зборувам за она што стои на веб страната на факултетите. Внимавајте. Како е тоа можно? Сега ти кажеш како е тоа можно да човек го предава 5-6 предмети, а нема ни еден труд. Да, како е Таму не постои во тоа во програмата. Внимавајте. Како е тоа можно? Најголем дел од нив нема ученик ни пак елементарна скрипта. Се преживите од што учат. Да. Тоа се тие се зачудувачки работи. Да. И имајќи го тоа предвид, доаѓам до едно сознание дека практично е формиран еден, како и тој се нарекува, не? Еден коруптивен систем во образование. Системска корупција или дури еден малку поим кој што е
култура на корупција. Јас како дел од тој систем се однесувам во согласност со тие правила. Не објавувам, така, нема часови, да се разбереме, добар дел нема часови, нема литература, немавајте, нема работа, оти тука, кој е центарот во, како би го средиште на тој студиум, професорот или асистентот, нема асистенти, еве овде, ќе добраме факултети без асистент, еден асистент, филозофски, например, има еден асистент. Неколку доценти сидат се други редовни професори. Со кој треба некој да работи со тие луѓе, не? Да им кажува, ако направи семинарска работа, да ја прочита професорот и да му ги врати тие забелешки. Повторно да ја прочита, ако треба, за да го учи. Учењето е процес, тоа не е само чин, акт. Еве, сега и нешто ќе кажете, да испитате, да поминувате. Мислам, да не редам понатаму, како би рекол, уште едно 5-6 работине. Ево овие, например, 7 предмети кои се пријавени за на вториот семестар сега на еден од тие институти, има околу препорачано 50 книги. Внимавајте. 50 книги. Разбирам, дел на англиски, нешто, не знам што, али главно тие се добар дел тие што се застарени по 10, 15, 20 години. Мислам, то се тие, како би рекол, чудни работи кои се во системот. Доаѓаме сега до овој случај на студентите, да се навратам пак. Да. Тоа е една, за мене, минорна, тоа е најнормална појава, не? Некој видел дека таму може да се пријави, да се запише, па зошто да не го направи тоа, така? Да, но... Али сега последиците се многу големи во таа поглед, некој изгубил 2-3 години тука, не? Изгубил. Како ќе му надокнадите тоа време? И дури да му одземете неговата магистратура, ако е земал, како тоа? Беше таа е вреднувана, пазете, оценета од професорите дека е валидна во тој поглед. И во ова што го велат самите студенти, сега им велат од факултетот, вие земете се документите и отпишете се. Не е коректно тоа. Така велат. Не е коректно, мислам, не е коректно, како би рекол ова, ќе се вратам нешто после, да видиме каде да ги бараме тие решенија. Не може да се бара тие решенија во создавање на една клима, на една атмосфера за квалитетно образование на ваков начин, на случај, не? Така. Професоре... Или ќе затвараме некој, например, факултет, институт кој што не, или од ова, практично јавното мнение, односно мнозинството од нас се занимава со некои работи кои се, како би рекол, на маргините на тие случувања. Мораме се зафатиме со суштината на проблемот. Ајде, ми се чини дека ова е суштината. Вие тоа го имате објавено, еве, и како труд на скрипт. Се вели вака: студија за УКИМ, анатомија на коруптивниот систем на УКИМ. Во потреба по корените на коруптивниот систем на УКИМ, тоа е една сериозна студија, еве, може да се види, прилично и голема, на 26 страници, но еве, да ја сумираме на некој начин. Вие, значи, го опишувате тука тој коруптивен систем. Каде се основите негови? Каде се корените? Што произлегува се до тоа? Прашањето е доста сложено. Мислам, за да може да се одговори на кратко и да се сублимира во неколку реченици, дури јас би рекол дека повеќе би говорел како да се излезе од таа ситуација, од таа состојба. Моите согледувања, истражувања, она што ги имам некој искуство од другите универзитети, ја простудирав таа сета документација или по тие разни агенции, тела за квалитет, за валоризација и за не знам што на универзитетите во Македонија, дојдов до едно елементарно сознание. Елементарно, кое што е ваквиот случај како што студентите ќе ги направи едноставно како беззначање во тој контекст, дека ние мораме во крајен случај да се најде начин да се процени квалитетот на дипломираниот студент. Квалитетот.
Некој вела дека тоа не е можно. Тогаш како е можно, па овие сите агенции за квалитет, како се може па тие да функционира, така е така. На некој начин како... Државата да не се меша. Државата, јас сум тоа апсолутно да не се меша во, бидејќи не постои некој фактор од надвор кој ќе каже вие како да предавате и што да правите. Не. Ако вие тоа не сте способни да правите на флет, тоа не заслужувате да бидете институт, да бидете таму, не, на некој начин. Не. Зошто го велам ова? Како евалуација на знаењето? Како евалуација, затоа што во крајен случај, кога студентот ќе дипломира, така, он излегува од една област, кај што бил 4-5 години, потрошил време, и мора некој да го, на некој начин да се процени неговата способност да работи за тоа што студирал. Ако не е способен, таа способност се однесува на општи знаења, така, посебни знаења кои се однесуваат на областа, па знаења кои се поврзани со сродните подраче, тоа е комплексно на некој начин, да се најде. Ја верувам дека тоа е можно, не да се направи. Во тој случај едноставно не да ја поништувате неговата диплома. Ја велам, одам понатаму, не. Туку едноставно тој да нема право на државна служба. Државата не може него да го ангажира на државен буџет. А приватните организации, тоа е нивни проблем. Што тоа значи за мене? Едноставно, вие ќе укажете, тоа ќе настане таа мобилизација, би рекол, внатре на факултетите. Што тие произведуваат? Например, еве се да земеме некоја област, што припаѓам општествените науки, ако е студентот неописменет, така, нема елементарни познавања од некои области кои се многу вредни за неговата област. Или ако произведуваме наставнички кадар, да не знае како изгледа организација на еден час, а вие сте му дали дипломи за наставник. Не знам во тој случај какви други реформи би биле, постапки би биле погодни за да се нешто направи. Освен да се укаже, и тука сум исто една радикално, не радикално, туку сите факултети, институти, оние кои што се стават во една равноправна позиција. Што било, да речеме, пред овој момент, така, во минатото, го ставаме настрана и велиме дека, извинете, после 2-3 месеци вашите дипломци ќе бидат оценувани, ќе биде оценуван нивниот квалитет. Повелете, дали вие тоа? Понатаму, ако тоа не е, тоа ќе следат тие, како би рекол, санкции, не. Ако вие понатаму произведувате неквалитетен кадар, ви се намалуваат платите или едноставно ве затвараме. Не постои друго. Инаку, ако секоја друга, како пак се враќаме на студентите, секоја друга интервенција од страна на тие органи, на државата, не во овој случај, не, така, Министерството или ова, она ќе создава некоја атмосфера дека нешто се прави, но ништо исчекор во тој поглед не може да се направи. Добро, професоре, како да се интервенира во самиот образовен процес? Значи, ова што вие сега го предлагате, да речеме, како реформа, би значило евалуација на постојното образование, но како да интервенираме во образовниот процес, да го подобриме, па на крај нека биде и таа евалуација плюс. Како да го смениме системот? Тоа е клучното прашање. Во суштина, ако вие не успеете да го мобилизирате кадарот внатре во институтите на факултетите, не, за квалитетно образование, нема квалитетно образование. Али овој чин нив мора да ги мобилизира. Мислите дека ова ќе ги мобилизира? Апсолутно. Не да ги мобилизира. А тогаш тие, дали некого ќе го напредуваат во редовен професор, дали тогаш тие ќе бараат од државата треба да им обезбеди доволно пари, така, плата не, проекти, апсолутно. Како можете вие да правите во истражувања, да немате факултет, да гледам некои институти, нема 10 години никаков истражувачки проект. Немавајте. А институт? Институт. А што друго прави институт, освен да истражува? Па еве, тие мора да истражуваат и институти на филозофски факултет. Мора да истражуваат. За да во тој институт, ако и дури се оди понатаму, добар дел од тие студенти треба се вклучат во тие истражувања. Како е, ја не знам дали професор може да објавува научен труд во списание, ако не реализира елементарни истражувачки проекти. Како? Од што? Мислам,
да не живееме во тие илузии. Реков, секоја друга постапка од страна на државните институции на ваквите случаи, ова ќе одржи се внимание месец-два, така, и тоа ќе заврши како ќе заврши. Не најавени се нови сега, а такви скандали има премногу. Еве, сега еден, ја тоа го објавувам на овие мрежи, некако еден сопруг оди насили предметите на неговата сопруга. Чекайте. Значи, и тоа е наследно, и тоа може да се наследи. Ја не го измислувам, тоа стои, запишано стои. Пазете тие, тоа дојдеме до тој се клучен. Како може да, тоа нека стои, ама не го ставајте таму на мрежата. Како вирус да добил, па го наследува, да. Не го ставајте тоа, барем добро, правете го, вајде, знам, има проблеми, еве, знам и ова све, ама зашто си го ставиле тоа дека вие ги држите тие предмети? Чекайте. Или како може сега, луѓето замине во пензија, предмети да ги давате и фрлате вака низ прозор, па готово, завршено све. Како? За тоа се скандали. Тоа се дабински скандали. А тоа се случува, така? Тоа е случајно, тоа стои, а ова не го измислувам, тоа стои запишано на страната на факултетот. Отворете, ќе видите, не. Студент со 20 предмети, така. Студент, односно професор, внимавајте, ја не верував, не. Дека почнува негде околу 9 со часови и завршува во 7-8 навечер. Од 8 до 10, од 10 до 10. Како е можно сега? Јас сум бил дел од тоа и една, мислам, сега го кажувам тоа, бидејќи можам се да го кажам, не, се обидував да имав доста часови, негде околу 17 часови, имам 5-6 предмети, околу 300 студенти и да работам по некои правила. Не издржав 2 месеца. Невозможно е. Невозможно е тоа. Али затоа другиот семестар, кога гледав дека некои воопшто не држа часови, одржав 2-3 часа и не држам часови повеќе. Мене никој не ме праша зошто не држи часови. Никој. Значи сте пробали и така и така? Апсолутно. Тоа беше една од тие, како би рекол, поттикнувачи, не, да почнам да го работам тоа университет на Распајќе, да укажувам на тоа и дури еве една тие последици се вака мимо сето ова, дури на страната, например, на мојата група, како пензионирани професори, мене не ме ставиле како пензиониран професор. Ја викам, не сум пензиониран. Ето, чисто, во таа смисла, не. И тоа што го доживеав, ова не го доживеав. Добро, се тоа го разбирам. Добро, професоре, знаете што сакам да ја прашам? Малку да разјасним и за јавноста, па еве и за нас, новинарите, бидејќи зборуваме цело време за аномалиите, за проблемите. Вие ги кажувате цело време. Но каде е тука, како да ја лоцираме одговорноста? Бидејќи, еве, да симплифицирам. Да земеме пример било кој факултет, не универзитетот како целина, бидејќи факултетите се различни, имаат различна организација, различни перформанси, некои се подобри, некои полош. Но еве да земеме еден факултет, за пример било кој. Кога во тој факултет имаме настава која е организирана еве вака како што велите вие. Кога во тој универзитет недостига кадар, недостигаат асистенти, недостигаат професори, но во исто време сигурно ќе ви каже деканот дека недостигаат и пари и средства. Како тука да ја лоцираме одговорноста? Дали почнуваме од самиот факултет, од деканатот, па одиме на ректорот на УКИМ, па одиме до државата. Ме разбирате? Сите тие аномалии, бидејќи сега универзитетот има и автономија. Државата ќе каже, па они имаат автономија, они треба да се грижат за своите работи. Каде е тука одговорноста? Па тешко може да се, еве ја ви си го поставам тоа прашање, немам одговор на тоа, каде да ја побарате, ајде да ја побарате ке деканот, например. Да. Он веднаш ќе ја префрли на шефот на институтот. Шефот одмah ќе ја префрли на професорите. Или деканот ќе ја префрли тоа на ректоратот, не? Ректоратот ќе оди во министерството. Па таму има 5-6 тие разни агенции, тела и така натака. Кој е одговорен? Овде нема друг излез, нема друго решение, барем така мислам јас, не пак го поставам тоа прашање дали е можно да државата не се меша во тоа, бидејќи не постои таква, како би рекол, некој да им каже луѓето што предаваат, како да предаваат. Се инспекторот,
Инспекторот, што може да направи инспекторот? Дали држал некој часовник, тоа е чудна работа. Која настава? И тоа е чудно. Каква настава? Инспекторот ќе каже, еден инспектор на колку? 140 институти, групи на... И колку се, да речем, во Македонија? 20 инспектори. Еднаш годишно ќе помине таму и се напие кафе и толку. Едноставно, државата тука мора да постапи она што го зборувам. Што го говорам и го... Први се ми станува уште повеќе, по некако поразбирливо. Кога ќе вие дипломирате, вие сте независен, вие не припаѓате повеќе на високо образование. Едноставно ве ставаме на тест. Тогаш и студентите ќе се мобилизираат. Тогаш автоматски ќе испадне секоја интервенција околу оценувањето. Дури ќе имате обратни ситуации. Ќе барате од професорите од тоа да ве научат за да поминете на тестот. Така. Да не зборуваме за купени дипломи, не зборуваме за приватните. Она што го слушаме, тоа е стравично, дури не можам ни да го коментирам. Ја зборувам главно за УКИМ. За УКИМ зборуваме, да. Зборуваме, тој 60-70% од сите студенти или државните универзитети во Македонија, колку се тие, не? Во тој случај, практично, одговорноста, ова што го говорите вие, не? Одговорноста е префрлена на оние кои што работат, професорите, деканите, оние кои што го организираат тој процес. Тие произведуваат, во крајен случај произведувате производ за пазар, не? Еве сега, иако не верувам во една статистика, не верувам, не дека до еден тој степен, дека практично имате негде околу 500-600 магистри невработени, имате негде околу 15 доктори на наука и околу 7.000 со високо образование. Малку е позастарена ова статистика пред година ден, но тука е некаде. Тука се некаде брките, да. А што тоа значи? Што тоа значи? Ја дури има некои институти и групи кои што, по моја некоја процени, што го видов, 80% од оние кои дипломираат не работат за тоа што дипломирале. Предпоставете колку генерации се во тој полет уништени. Јас зборам како поединци. Вие некого од 18 до 23-4 години да му го земете времето и да му го уништите на некој начин. Знаете што значи тоа? Тоа е голем греф, прво. Тоа е голем пропаст за државата. И да производите неквалитетен кадар. Затоа кога зборам овие на ваквите постапи, начини, како велам, тие предпоставуваат, но реков, една тотална равноправност. Што сте работеле, досега сте работеле. Така. Но знаете дека од 1 септември од следната година ќе почне тој процес на евалуација. Тогаш ќе испаднат овие сите десетина тела, да ги наречам, во високо образование, во министерство, на квалитет и така натака. Нека остане тие, нека работат нешто, но главно државата треба да биде тука концентрирана. Ако тоа не го направи, бидејќи јас моето искуството кај што бев ова професор и кога го ведам на Болоња, практично секоја друга политика го прави тоа од многу други причини. Ја не разбирам дека министерката и министерството има некои, не знам какви намери, се обидува да направат нешто, но тоа трае колку што ќе трае и го забораваме. Еве се законот ќе го донесем и толку. Ќе дојде друг министар, друга политика. Министр, дојде друга политика. Тоа за тие политички потреби тоа ќе се актуализира наваму натаму во некоја смисла и тоа ќе остане така како што е. Но мора да имате еден фундаментална постапка која ќе биде, ја верувам и мислам дека е тоа можно. Ако не е можно, тогаш целиот ова што говораме залудно. Мислам дека е можно. Можно ли е, професоре, универзитетот како целина и факултетите да се пожалат или да се вадат на тоа дека нема доволно средства, дека нема доволно пари, дека всушност проблемот лежи во тоа и дека сето произлегува од недоволното финансирање? Мислам дека професорите сега и се доволно платени. Не зборувам само за платени. Ја дури до таму, дури ако се направи таква една постапка агенција за квалитет, вие колку земате, ќе ви дуплираме платите. Мислам, за мене не е проблемот тука. Проблемот е како оној кој што е одговорен за тој процес настава
го направите да биде навистина одговорен и да се вложува во тоа. Не зборувам за платите, туку за буџетите, за вработувањата, за опремата, за средствата, за тоа мислам. Тоа е посебно, еве на пример, еве ова што говорите, еве во прилог на ова, не еден институт тука во близо во таа бивша Југославија, да не зборувам која не е битно, на пример, ги компарираме еден институт на филозофски факултет и институт тој има околу 40 вработени. Овој институт на филозофски факултет нема 7-8 вработени. Дори имате институти со 2-3 вработени. Пазете. Но тогаш, ако се дојде до тоа во таа ситуација, тие тогаш ќе претпостават дека ние не работиме, не можеме да едуцираме кадри, ако вие не дозволите да се вработат толку и толку луѓе за да можеме ние да го правиме тоа како што е квалитетно. Тоа само по себе ќе ги покрене тие механизми за квалитет. Само по себе, внимавајте. Ја не сакам да влегувам во тоа ако знам дека нема да биде квалитет и моите студенти ќе бидат оценети со негативно, не. Не влегувам во тоа. Тука е, затоа ние реков дали постои, мислам дека за такво едно разбирање например не постои, нема таква никој не сака да се фати за тоа, иако тоа е многу едноставно, елементарно и од проста причина и од морална причина дури би рекол, затоа што вие не казнувате ништо она што било досега. Апсолутно не. Само, ја претпоставам дека тоа е многу институции сами по себе, тие ќе бараат да бидат затворени. Ќе бараат. Веќе не може да работат. Затоа што... Сега постојат само на хартија. Се постои на хартија, што прават ова, тие доста се сложени. Јас дури некои податоци што ги собирав овдека, дури ми е незгодно да ги изнесувам. Внимавајте. Мислам, не. Сега, еве, пак доаѓаме до тие, дали е тоа случајот овој што студентите е поважено тоа да еден студент почне со настава забајле во 9, а заврши во 18 часот. Дали е можно тоа? Како е можно? Сега, но тој систем на таа би рекол формализација на бодување, јас морам да има толку часови, да има толку поени, не, и таму се рачуна. Затоа овој случај студентите е беззначаен, дали тој имал 3-годишни, 4-годишни студенти, многу не менува во суштината на квалитетот, иако и студенти кои што имали 3-годишно, некој се многу поквалитетни, ако работел, тоа некој што има 4 година не работел ништо, а исполнил условите за да биде магистар. Да. Како цело време зборуваме за таа фамозна Шангајска листа и како Универзитетот Кирил и Методи цело време тоне на таа листа, па и излезе од тоа бодување тамо некаде од видокругот. Како ги бодуваат универзитетите? Всушност како еве и формално паѓа тој квалитет? Постои, да, постои. Јас знам кога доаѓа од тие за процена и морам да наведам еден случај како ги бодуваат, да не навлегувам во целиот систем. Ја докле не го знам, но тоа што го виде тој човек, едноставно го прашува библиотекарот колку книги вие сте издале последниве месец дена. Ја исто прашање го поставував тоа. Тој вика 4. Чекајте, имате стотици студенти, а само 4 книги, кај? Мислам. Или кој ќе види, тие го гледаат тоа постои, ги отварат листите едноставно, не. Да. Се пак гледа како е можно овој професор да има 20 предмети. Јас имам некаде околу 7-18, нема многу, не. Еден имаше 37 предмети. Како е можно? Второ, понатаму, ја гледам тие, она што се гледа, што може да видите, како е можно вие да 10 години не сте објавили ни еден труд? Не на Шангај, не на тие списани. Како е можно вие да не издавате списание 5-6 години не излево никакво списание? Како е? Не да објавувате некаде по тие критериуми, не? Тука едноставно во домашно тука списание. Како е можно? Како е можно вие да никаков труд да немате во... Како е можно? Како е? Мислам, а сте редовен професор. Дури ја одам понатаму сега, пак во тоа, ќе иде се неоправни, но ако вие сте станале редовен професор на 45 години, што во просек стануваат, 45 години, до 65 години има колку? 20 години. 25 години уште. Ако вие
наредните 5 години не објавите труд, да постои такво едно правило, елементарно правило, во списание кое значи нешто, не, едноставно ви се намалува платата на вореден професор, така, или звањето ви го враќаме вореден, а платата не ќе останува пак за редовен професор. Да создадете една, како би рекол, на развижување, на мотив да нешто се направи во тој поглед. И тоа е она што сега правиме една малку пародија од тоа, од редовен професор да завршите како асистент после 20 години. Сега, вие никого не го навредувате со тоа. Тук едноставно оној кој што дошол да биде редовен професор, да има највисоко звање, да му дајете до знаење, не, дека мора да работи во интерес на студентите. Во интерес на оној кој што ги... Како е можно вие да не следите ништо, еве сега влегуваме во нови, како би рекол, нови фази на тој развој, на вештачка интелигенција, на нови технологии, а вие да користите некоја литература пред 20-30 години. Бе молам. Како е можно? Нешто депласирано тотално. Па депласирано, како да ви кажам. Еве, јас спаѓам во тој дел на социјалните општествените науки. Сепак она кое што било пред 20 години и сега не е исто на некој начин. Така. Работите многу брзо се менуваат. Мора тој процес на образование барем до некаде да го следи тие промени кои се порадикални, за да може оној кој ќе дипломира, да може да биде за кратко време вклучен во процесот. За кратко време. Инаку кризата, еве сега па се да вратиме на покрупно прашање, кризата во Македонија, меѓу другото, е резултат на неквалитетен кадар, да се разбереме. Да немаме илузија. Како функционира институцијата. Не? Ако предпоставите дека има купени дипломи, неквалитетни дипломи, не знам какви е, што е. Да, тоа е апсолутно така. Мислам, како таа ќе функционира и како вие можете да гледате некој прогрес, некој. Тоа е сосема логично и разбирливо. Апсолутно. Професоре, за крај, цело време се зборува, веќе една деценија за тој голем број на факултети, за дуплирање на факултети. Сега, повторно ќе кажам, зборуваме за државните. Приватните не ги не отвараме како прашање. Тоа е посебен елемент плюс една димензија на проблемот. Но еве зборуваме за државните факултети и во сите овие реформи кои ги слушаме, ги најавува еве и последната министерка за образование, но и претходните сите, тоа некако не се прескокнува тој дел. Не се спомнува премногу. Па прво не може затоа што тоа ќе создаде една како да е наречам нестабилна политичка клима. Така. Нестабилна. Сега вие некој си... За тоа што ќе го направи? Па, нестабилно, тој некој си уживал 10-15 години, сега вие сега одеднаш тоа го, така да речам, не. Тоа дали е сега, не навлегувам понатаму јас. Затоа што тоа ќе создаде една атмосфера на еден, како би рекол, не бојкот, туку едноставно реакција, незадоволство, не. А второ, најголем дел, не, оние кои што не се внатре во тој процес, тоа колку ги занима сега, колку ги интересира, не, на некој начин. Еве, например, пак го земам еден факултет за пример, што еве во што го говорите вие. Вие не можете на еден факултет да имате 18, 19, 20 институти, подгрупи таму, негде околу, доаѓам судено негде околу 30-35 оддели на 100 вработени. Па внимавајте. Како тој ќе функционира? Затоа се тие потребни. Гледам некоја структурата, да речеме, на некои, ова што говорите, на некои други универзитети или факултети, она создава една, како би рекол, едно шаренило на тие, една разновидност, не? Но мора да постои елементарна соработка. Еве, например, земете филозофски факултет. Како на филозофски факултет да не постои англиски јазик? Така. Или отворам овие другите што се околу, секаде тоа обовезно.
оне кој дипломира мора на крајот на 4-та година да го знае добро англискиот јазик. Тука се Зошто? подразбира, Затоа што целата литература, цело тоа е како би го нарекол тоа. а тука се подразбира демек англиски мора на филолошки додиш. Ама тоа е нешто друго. Да, студираш. да. Таму јазикот се студира на, да речеме, на филозофски факултет. Да. Ali сега ајде да не зборувам понатаму, мислам, имам доста некои веќе тоа ќе претпоставува други структурата на факултетот, не, во таа смисла. Затоа тоа е многу сложено. Со тоа би го вака заокружил. Мора да направите елементарни чинови, многу прости, многу едноставни. Го цениме Вие произведувате X, Y дипломец. Овој дипломец кој што вие сте го произвеле одговара или не одговара за тоа што сте го образовали толку. Пазете. Имавајте. Вие објавувате годишно, не во странски се, во домашно списание. Трудови немате и извинете, санкции ќе постојат за тоа. Така. Дури, реков, тие постапки не ги создавате тајна нестабилна политичка атмосфера дека некого треба да го казнувате, туку едноставно туку она што ќе го работи, во иднина ќе го наградувате или ќе го казнувате. Нема друго решение. Се друго е 20 години од кои јас знам за Болоња, баш се навраќам на тоа кога 90 и која година, беше 4-та година кога се воведе, нам никој нити ни објасни, нити ни кажа што представува Болоња. Имавајте. Едноставно треба само да бодуваме. И доаѓаме до овие 10 магистранти, кои што тие немале бодови. Од нив претпоставам дека еден дел се многу добри студенти, што магистрирале. Сем ако не ги дале магистратурите, така тоа е веќе нешто друго. Да. Добро. Мислам, ги доведувам работите до една, како би рекол, елементарна логика, да се разбереме, инаку друго решение не знам дали постои. Да. Почнавме со тоа, завршивме. Верувам дека повторно ќе зборуваме за овие проблеми, за овие реформи. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Благодарам што има можност себе да го кажам ова малце вака емотивно, може повеќе. Така е најдобро, најдиректно и најдобро се разбира. Ви благодарам уште еднаш. Ова е крај на првиот дел со професорот Илија Ацевски. Продолжуваме со Димче Велев, претседател на Сојузот на диабетичари. Пред да почнеме, ќе одиме со една пауза со реклами и потоа продолжуваме со емисијата.